И територијалната противпожарна единица од Пробиштип веќе скоро цел месец, почнувајќи од 20 јули, еве сме веќе 20 август, константно, скоро секој ден има интервенции на терен поради појава на пожари на отворен простор. Скоро повеќе од 30 позива имаме за пожари отворен простор, значи малте не секој ден. Све тоа се последици на климатските услови во овој последен месец, крајот на јули и ево скоро цел август. Тоа се енормно високите температури, минимални врнежи, уствари воопшто немаше врнежи овој период, така да условите за настанување на пожари на отворен простор беа малтене идеални. Она што не попречуваше во гасењето на овие пожари, пак ќе кажам, тоа се оваа природа, оваа клима и овие временски услови, каде што имаше јаки северни, јужни ветрови, дури едно време со јачина и од 60 км на час. Сете тоа овие услови, значи, возможуваат да има толку многу големи пожари во општина Пробиштип. Јас би рекол до сега можда и најголеми во мојата пракса, можда не е толку во противпожарната единица, меѓутоа од луѓето кои живеат во оваа општина, значи имавме кажување дека вакви пожари не имало порано на оваа територија. Значи гореа површини по земјоделски површини, гореа шумски пространства, гореа стрништа, ниска вегетација, шума, тоа што веќе нареков. Нашите единици има интервенции во соседните општини, се со цел да не се прелее тој пожар од соседните општини во нашата општина, тоа е Штип, Свети Николе. Имавме ние додуше помош од останатите општини кои ни дојде во помош, тоа е од Штип и од пред се сакам да се заблагодарам на територијалната единица од Кавадарци. Значи последните 2 дена, тоа е 17 и 18 август на територија на општина Пробиштип во атарот на селата Ратавици, Неокази, Трипатанци, Бунеш имаше масовен пожар каде што во гасењето учествуваа повише од 100 луѓе. Сите припадници на територијалната единица, доброволни друштва, организации, фирми, доброволци, се со цел да се не настанат поголеми штети, пред се да не влезе пожарот во населените места, кои што постоеше голема опасност како за Ратавици, пред се за Неокази. Вие имате во својата документација или архива, ние ви пративме слики документирани во последните 2 дена. Среќа, можам да кажам, и ангажман на сите луѓе да не настанат поголеми штети во делот на инфраструктурата, домови за живење, земјоделски површини, а сето за тоа имаше услови. На жалост, изгореа повишегодишни борова шума во атарот на село Неокази и Ратавици. Колку ќе биде можноста тие да се обноват во следните години, не знам. Пак апелирам, значи, со граѓаните на општина Пробиштип дека се уште не се створени услови за намалување на опасноста од пожари на отворен простор, така да апелирам до сите граѓани внимателно, без употреба на отворен пламен, отворено, внимателно во секој случај. Знаеме колку би може да биде штетите, а ја можам да кажам дека ние на секој позив, на секоја помош излеговме во пресред и се надам дека граѓаните на општина Пробиштип се задоволни од постоењето на ваквата единица во територијална единица во Пробиштип.